Почитувани, последното интервју на Катица Јанева е потполно исто со која било пресконференција на член на СДС. Незините ставови не наликуваат на став на правник, јавен обвинител кој треба да работи професионално, непристрасно и врз база на докази. Туку наликуваат на ставови искажани од потпарол на криминалецот Зоран Заев. Катица Јанева по 100 пат докажува дека СЈО функционира само како општинска организација на СДС, исполнувајќи ги наредбите на Заев. Сите предмети кои досега ги покрена Јанева се политички нарачани случаи без ниту еден доказ во нив. Катица Јанева е соочена со фактичката состојба и со реалноста. И сега брза по секоја цена да склопува обвиненија за да ги исполни плановите и желбите на Зоран Заев, но и да го полни својот буџет со плата од 3000 евра месечно, додека во наредниот период траат рочиштата. Секојдневно стануваат се појасни причините зошто Зоран Заев сака да ја врати Република Македонија 20 години назад. Секојдневно се откриваат причините зошто Зоран Заев сака да го стори истото што го стори и Бранко Црвенковски и да реизбира политички подобни судии. СДС во 1996 година за еден ден реизбра 600 судии за да ја заштити криминалната приватизација во која беа украдени стотици милиони евра државен капитал. 200.000 работници останаа на улица, а стотици фирми беа затворени. Сега Заев сака да ги заштити и амнестира сопствените криминали и криминалиите на неговото раководство. Сака да биде сигурен дека нема да одговара. Исто како што успеа да избегне одговорност со аболицијата за криминалот во Глобал, тежок 8 милиони евра, и криминалот во случајот Пуч, за кој што беше амнестиран токму од Катица Јанева. Затоа на Заев сега му треба реизбор на политички подобни судии. Другата причина, поради која Заев сака да направи реизбор, е да се оправда целосно непрофесионалното и партизирано работење на СЈО. Зоран Заев и Катица Јанева знаат дека не постои судија што ќе донесе ослободителна пресуда или осудителна пресуда или ќе подржи политички нарачен предмет, доколку истиот тој судија или има интегритет и постапува исклучиво согласно заклетвата која што ја дал, односно ја дели правдата единствено согласно законот. Затоа Катица Јанева почна да вработува деца и роднини на судии, а Зоран Заев истовремено најави партиска смена на судиите преку нивен реизбор. Мисля дека на тој начин ќе протуркаат политички нарачани случаи. Сите овие предмети без доказ ќе им паднат, исто како што ќе падне и власта и Зоран Заев. Благодарам.